може би нема ракометен суперлигаш или кошаркарски прволигаш, но затоа има освојувач на Европскиот куп во кајак на диви води. Велешанецот Љубомир Спасик дефинитивно испишува историја. За неговите почетоци, за тренинзите, за напорите, за победите, поразите и идните предизвици. Ексклузивно пред камерата на телевизија Сонце. Од своја страна со Љубомир Спасик. Млад, успешен, амбициозен и перспективен. Така би го најавила мојот денешен гостин. Велам добре дојде за велешанецот Љубомир Спасик. Добро ве најдов. Љубомир, добре дојде во мојата емисија. Ти благодарам што ја прифати поканата, токму ти да бидеш мојот прв гостин. Ајде малку да ја запознаеме македонската јавност. Кој е Љубомир Спасик и како почнува неговиот пат до успехот? Најпрво би сакал да се заблагодарам и чест ми е што сум првиот гостин во оваа нова емисија. Се надевам дека успешно ќе ти тргне и дека ќе има уште по-добри спортисти од мене, од секоја бранша на спортот од нашата држава, кои што ќе постигнат уште поголеми успеси, односно резултати на европски и светски првенства и секако и на олимписки игри. Љубомир Спасик е кајакар на диви води. Започнав да се занимавам со кајак слалом во далечната 99-та година, каде што мој прв настап беше настапот на меѓународен надпревар во Ниш и таму го освоив третото место и тоа ме повлече едноставно да продолжам да се бавам со овој спорт и потоа следуваа настапи на домашен терен, односно на државни првенства, на купови за младинци, каде што бев доста успешен, за многу краток период успеав да бидам прв во нашата држава и сето тоа си придонесе да ја продолжам со овој спорт. Обично слушаме младите момчиња кои ќе пораснат, сакаат да станат успешни фудбалери, кошаркари. Што беше кај тебе пресудното што те натера да кога ќе пораснеш да сакаш да станеш успешен кајакар? Па да, значи ние повеќе другари, бидејќи учевме сите заедно, покушавме шетајќи по новиот мост, видовме доле дека има кајакари и ајде да пробаме, нели, да се занимаваме со овој спорт, како што спомна и ти. Пробавме да се занимаваме со кошарка, фудбал, ракомет, карате, гимнастика, значи многу спортови заедно сме пробале, но едноставно овој спорт нас не привлече, бидејќи се работи за спорт кој што е доста различен од останатите. Значи секој тренинг, секој надпревар на различен терен, не е како во случајот фудбалот, тие фудбалскиот стадион и тој фудбалски стадион тие секаде исти, или во кошарката или во ракометот, каде што спортската сала е таа. Во овој случај наш се работи за спорт, односно кајакарскиот спорт во природа кој што придонесува, односно многу позитивна енергија ни пренесува на нас спортистите. Знам дека во поразвиените држави, во Европа и во светот, се повеќе и повеќе аматери земаат замав во овој спорт, ако можам така да кажам, бидејќи сите сакаат малце адреналински спорт после ова брзо темпо на живот кој што го има. Значи од една проба имаме европски освојувач на европскиот куп во кајак на диви води. Секоја чест. Вака, Љубомир, ти си основач на кајак клуб во Велес. Кажи ни нешто повеќе за кајак клубот твој, колку време постои, дали младите се заинтересирани за овој спорт и како се одвиваат тренинзите еве? Така, значи кајакарскиот клуб Арка Борец од Велес постои веќе 2 години во Велес. Тој претходно имаше 8 годишно постоење во Прилеп, каде што поради условите кои што ги изгубија за жал прилепчани, беа приморани да тој клуб едноставно да не згасне, да ми го префрлат мене и јас како успешен кајакар и воедно и
и организатор и тренер да го превземам тој клуб и да продолжи со работа, да не згаснат односно формираните и традиционалните клубови кои што веќе постојат со години наназад. Мојот клуб, односно клубот Арка Борец, во кој што членуваме голем број на репрезентативци и на млади лица, е составен од 30 членови, од кои 10 девојки. За гордост е тоа и за пофалба, бидејќи мислам дека сме единствениот каjakарски клуб во државата кој што има толков број на женска екипа. Секојдневно обавуваме тренинзи на Велешкото езеро. Се одлучивме да овој клуб претежно се натпреварува во кајак на мирни води, бидејќи велеси велешани треба да има таа прилика и чест да пробаат да го искористат Велешкото езеро од една страна и за пливање, но и за кајак. Така. Дали ти се случило поради напор да мораш да прескокнеш некој битен тренинг? Па да, видите, значи самиот интензитет на тренинзи и надпревари придонесува нели до целокупен замор на телото, како физички, така и психички. Ние каjakарите, односно ајде да кажеме спортистите кои што се бавиме со водени спортови, и мораме да одработуваме на тренинзи и на суво, каде што претежно не се составен дел на тие тренинзи е тренинг фитнес, теретана, трчање, кардиовежби, планинарење. Сето тоа придонесува нели до физички развој како каjakар, односно да бидеме појаки, поексплозивни во вода, но исто така и на психолошки, бидејќи планинарењето си придонесува и до некои други предиспозиции. Трчањето знаеме дека е добро за кондиција, фитнесот, односно билдингот не е оној класичен, нели, или кросфит вежбите придонесуваат до експлозивност, до јачина на самите наши надпревари, да бидеме што е можно појаки и поспремни. И се случило да у неколку наврати да поради напорни тренинзи не можам да го обавам, например последниот тренинг во денот. Тоа ми се случило сега на подготовките кога бев во Шпанија оваа година во февруар месец. Таму да последниот тренинг на трчање, да буквално на пола тренинг да морам да се повлечам и да прекинам. Так. Али сето тоа е резултат дека ние таму сме имале успешни тренинзи и дека максимално се трудиме и вложуваме. Да. Так. Колку каjakарството како спорт си носи жртвување со него? Тука мислам на слободното време, на пријателите, на социјалниот живот. Па да, јас бидејќи сум вработен исто, мене баш буквално денот ми е исполнет. Значи јас морам да заминам на работа, да ги одработам оние 8 часа, да морам да после тие 8 часа да искомбинирам, да имам тренинг на вода, па вечерта некаде пред легнување, односно за ноќен одмор, морам да обавам и дали теретана или трчање, и сето тоа, поготово зимскиот период, кога е зимското сметање на времето, малце ми е комплицирано ради тоа што многу рано се стемнува и сето оно мораме да тренизите и на вода и на суво да се обавуваат баш во мрак. За жал тоа е така, али мораме некако да се трудиме, ние како спортисти да... На крајот целта ќе ги оправда средствата, нели? Па да, затоа и тренираме и се трудиме. Љубомир, ајде малку да позборуваме за Европскиот куп. Ти го освои првото место. Како течеа таму подготовките и колку време еве тебе лично ти беше потребно за да се спремиш комплетно? Да, значи Европскиот куп започна точно од оваа локација, од оваа патека, од Македонија. Тука се одржа првото коло од 6 европски купови, колку што ги има на овогодинешниот распоред од страна на Европската асоциација за кајак на дива вода. На овој надпревар покрај мене настапи и Александар Златаров, Енис Небиовски и останати помлади кајакари кои што се трудат да на еден начин не достигнат нас како нивни, ајде да кажем, идоли и учители. Вториот надпревар на кој што учество земавме јас и Златаров на второто коло од Европскиот куп се одржа во Словенија.
во Осилница, во Колпа. Таму исто како и на овој натпревар, јас успеав да се пласирам во финалното возење. Во Скопје завршив на 6-та позиција, за жал не успеав да го освојам оној медал кој што сите го очекуваа, лично и јас го очекував. Додека во Словенија завршив на 7-та позиција. Потоа ми предстоеше настап, во Аусбург, каде што на моје големо изненадување на целокупната кајакарска јавност и македонската јавност како еден поддржувач поддржувач на овој спорт. Успеав да се пласирам во финалето. Од 77 надпреварувачи завршив на 7-та позиција. За жал не успеав и таму да освојам медал, но искрено и не очекував да се пласирам во финалето, бидејќи имаше околу 13 учеснички земји. Знаеме за кои земји се работи. Настап зема учесници кои што изминативиот период, изминативе години се европски и светски прваци, освојувачи на европски на светски купови. Познавајќи конкуренцијата, знам дека тој успех мене многу ме мотивираше и ме крена едноставно на она ранг листа. Тука потоа ми следуваше настапот во Шпанија, каде што потврлив со оглед на долгата сезона, значи формата константно ми се движеше горе-доле. Морав да ги уклопам оние битни надпревари кои што ми се да за нив бидам точно подготвен. Во Шпанија заврши 24-то место. За потоа кон крајот на јуни, почетокот на јули, ако не се лажам, ми престоеше настапот на петото коло од Европскиот куп во Италија, каде што по првото возење за прв пат, значи некој надпреварувач од Македонија да обезбеди во првото возење настап во финалето, каде што ме делеа пола секунда од медал. Па ќе речем, значи за жал оваа сезона така ми тргна уште. Ама го заврши? Па да, супер, 9-ти заврши во финалето и затоа земавме учество заедно со Златаров Александар на финалниот надпревар во Чешка Буџевица, каде што учество зема 85 кајакари од не ме држите за збор, не знам бројот на нации учеснички, но знам дека на конечната ранг листа јас и Златаров, односно јас бев освојувач на Европскиот куп за 2019 година во кајак на диви води. Александар Златаров за жал беше четврто пласиран, не успеа да го освои понапосакувано 21 место на тој надпревар, што директно го носеше на третата позиција во генерален пласман. Па ќе кажам, се работи за млад кајакар кој што има 23 години. Пред него е кариерата, значи со максимална работа и посветеност, поготово со тренинзите кои што ги работи заедно со мене и со сите оние напори вложени од негова страна. Љубомир, какво е чувството да си прв меѓу најдобрите? Па видите, чувството е прекрасно. Значи прекрасно е да се најдеш покрај она европска и светска елита на пиедесталот, да едноставно добиеш аплауз од тие луѓе кои што долги години постигнуваат такви резултати. Јас лично сум изненаден, значи не очекував ја до самиот крај, односно до самиот надпревар, до негово завршување, јас не очекував дека ќе останам оноа во генерален пласман првопласиран, иако знаев дека второпласираниот беше на некои си 33 бода позади мене, третопласираниот на некои си 85 бода позади мене и сето тоа па некако ме држеше во неизвестност, но знаејќи ги правилата по кои што беа организирани надпреварите и дека од сите 6 надпревари се зимаат само 4 најдобри пласмани, малце ми дава некоја сигурност во пресметката за генералниот пласман. Малце ми дава некоја сигурност. Така.
ли Македонија услови за кајакарење и колку државата вложува во развојот на овој спорт? Па вака, значи во зимскиот период покрај Матка, односно реката Треска, имаме услови природни кои што се на реката Радика. Во Дебар имав прилика да оваа година, некаде во почетокот, средината на мај, поминам покрај Нејзе, водејќи на тренинзи на Дебарско езеро, на кондицијска припрема, и да видам дека се работи баш за нешто што би ги задоволило и светските стандарди, но поради малиот водостој кој што периодично го фаќа тој дел на реката, мислам дека треба да се уложи не од страна на кајакарската федерација, односно од оние компании од самите компании кои што работат со производство на струја, доколку има повеќе брани кои што би ги стопирале водата и би ја чувале, би можело таму да се одржи еден светски надпревар, односно светско првенство, кое што би значило многу за кајакарскиот спорт. Изминативе 2 години матка памет и одржување на 2 европски првенства, на едното бев како учесник 2017 година, на другото бев спортски директор. Се покажавме како одлични домакини. Гостите беа доста задоволни, имавме гости над 500 надпреварувачи, што е огромна бројка за овој спорт во повеќе дисциплини. И мислам дека кајакот како спорт, поготово во Македонија, полека почиња да зема многу голем замах. Да, бидејќи имаме ние веќе кајакарски клубови кои доста долго време постојат и се прават напори да овој спорт се развие на секој место, односно во секој град каде што има услови. Значи се планира да се отворат кајакарски клубови во Дојран, да се отворат кајакарски клубови во Берово, Штип, на Брегалница, значи секаде. Од оваа година се врати и кајакарскиот клуб од Демиркапија Просек, кој што после долга стагнација повторно го возобнови клубот. Значи сето тоа придонесува до развој на кајакот и на постигнувањата на репрезентативните настапи. Се гордее ли Велес со европски шампион во кајак? Па да, гледајќи од аспект на тоа што кога овие неколку денови колку што бев присутен во Велес, пошто често патувам и морам да ги менјавам локациите за тренинг, бев запиран од голем број на велешани кои што ми честитаа, кои што не само лично, и преку интернет порталите, Facebook, Instagram, многу луѓе ми се благодарни, односно се горди на мојот успех, бидејќи се работи за кајак кој што баш во Велес има долга историја со постигнувањето од тој дел, но никогаш, за жал никогаш немало овака голем успех. Јас сум првиот и чест ми е што сум првиот македонски кајакар кој што испишал историја во овој спорт, во оваа дисциплина. Се надевам дека овај потик за младите, како што спомнав Александар Златаров, и за останатите, да не ги напомнувам сите, бидејќи имаме доста млади кајакари и мислам дека ќе земе доста голем замах оваа дисциплина поготово и дека ќе го развиеме правилно спортот. Колку град е спремен да учествува во поддршката на твојата реализација како успешен кајакар? Овака, значи, секоја година пред моите настапи, јас лично доставувам преку мојот клуб, односно преку клубот во кој што членувам, да не бидам погрешно сватен, бидејќи во мојот клуб, во делот на управниот одбор ми се самите кајакари, кои што носат директни одлуки. Јас само сум како председател таму и тренер. Бараме финансиска поддршка од општина Велес и од повеќе спонзори. До сега, за жал, само општина Велес не има излезено во пресред со разни донации, не знам, од делот на организација на надпревари, со финансиска поддршка, која што не е доволна, но е ајде на некое си нормално ниво, бидејќи што ќе оди во
напор. Па да, се надеваме Треба нели да со овие успеси дека сето тоа ќе покрене малце поголема машинерија, да кажем, од логистика која што би придонела до изнаоѓање на финансии. Мислам дека и спортот во Велес редно време покрај кајакарските успеси, да го спомнам тука фудбалскиот клуб Борец кој што од годинава е прволигаш, треба малце повеќе да се заангажираат и приватните компании кои што на еден начин би им се исплатило тоа, бидејќи секој наш настап е проследен и од страна на Агенцијата за млади и спорт, од страна на многу луѓе кои што за викендите каде што ние настапуваме, претежно се тие туристички места каде што многу луѓе би ја виделе нивната реклама. Мислам, се надевам дека сето тоа малце ќе се покрене, но се во свое време. Секој спорт со себе се носи своји предизвици и своји искуства. Јас би те прашала, имаш ли негативни искуства да споделиш со нас? Некое негативно искуство од овој спорт, кое што го немаш споделено веќе во јавноста? Па зависи дали тоа се работи за негативно искуство на спортски план, за време на тренинзи. Еве за време на тренинзи. Па да, зимно време ми се има случајно пред 2 години да седнам. Беше толку студено, мислам дека беше некаде околу минус 15 на степени, каде што седнав, буквално имав тренинг, развеслување кој што тој трае 30 минути со многу слаб интензитет. Да веслото ми се заглави во оние шипки, да ги наречам попознати на велешки израз, во колтук за рибарење и да се превртам и да морам да го прекинам тренингот. Добро, ма ќе се снајдеш ти. Да. Мене да ми се случи тоа, јас ќе судам. Така. Љубомир, јас би те прашала, колку ти е битна тебе поддршката во изборот на овој спорт и од кого најмногу ја добиваш? Па вака, покрај финансиската поддршка која што е најпотребна не само во овој спорт, него глобално во секој спорт во нашата држава, мене ми е најпотребна исто така и моралната поддршка која што ја добивам најповеќе од мојата фамилија, од сопругата, од мајка ми, од брат ми, секако и од незината фамилија. Они се главни, да кажам, мотори на двигатели на мене, бидејќи ме трпат. Знам колку време сум отсуствувал, најверојатно сега да не се врзувам Ама на крајот сите се радувате. Па да, целокупно задоволството е целокупно. И тоа е една од главните причини кои што јас продолжувам се уште да се занимавам со спортот. Се надевам дека и во наредниот период сопругата моја ќе биде трпелива како и до сега, па ми овозможи мотивација и поддршка да овој мој резултат како освојач на Европски куп го преточам во освојач на Светски куп, односно Светско првенство или Европско првенство. Така. Љубомир, кој е твојот следен предизвик? Мојот следен предизвик за оваа сезона и предпоследен надпревар, односно последен надпревар вон рамките на нашата држава, тоа е настапот на Светското првенство во Шпанија, во Ласеу Дуржел, каде што воедно со оваа дисциплина спуст ќе се одржи и Светско првенство во слалом, на кое што ќе биде изборен надпревар за Олимписки игри, на кој што јас не ставив фокус оваа сезона, со оглед на тоа дека моја главна цел и престиж во оваа сезона ми беше освојувањето на европските купови. Да, после тоа светско првенство имаме и државно првенство во кајак на диви води во дисциплината спуст. И тоа ќе ми биде впрочем и последниот мој настап за оваа година. Потоа ќе ми престои една кратка пауза, ако можам да кажем, од 10 дена, баш оноа да се тргнам од кајакот, од тренинзи, од буквално се од обврски кон клубот, да малце одморам и да морам со оглед на тоа дека 2020 година светското првенство е кон крајот на месец април, почетокот на месец мај, да мораме баш многу рано да почнеме со подготовките кои што ни траат прилика од 5 до 6 месеци, се во зависност од планот и програмата која што ќе ја добијам од страна на
словенските селектори, бидејќи имам одлична соработка со словенските селектори кои што имаат и направено, односно извадено квалитетни надпреварувачи. Секако тука се и хрватските селектори, односно тренери, кои што имаме одлична соработка исто и со нив. И се надевам дека овој успех ќе го повторам до година, ама малце на повисоко ниво, да не биде нели на ова ниво. На самиот крај ќе те запрашам која е пораката која би ја упатил до сите млади луѓе кои работат на себе, вложуваат во себе? Да не гледаат профит, ако веќе се занимаваат со спорт, да тоа го прават од љубов и да бидат искрени во намерите, да не се трудат да преку спортот да можат да екзистираат, бидејќи знаеме дека ситуацијата во нашата држава е таква како што е и не можеме ние преку спортот да издвојуваме, односно да од спортот зимаме една плата, односно еден месечен доход со кој што би можеле нели да екзистираме. Сето ова и јас лично го правам како волонтер, иако сум професионалец, моите тренинзи ги обавувам професионално, затоа нека се активира нашата младина и нека сето тоа го прават од љубов и да не очекуваат никаков повраток. Така, јас би кажала на крајот од денот успехот е најголемата сатисфакција. Па да, еден од главните причини и мотив е тоа што секој нареден успех и секој нареден настап кога вие ќе постигнувате што е можно подобри резултати, самото тоа допринесува да ве мотивира и да што е можно повеќе време поминувате на тренинг. Љубомир, јас ке ти се заблагодарам што издвои време да бидеш мој прв гостин во емисијата од своја страна. Ти посакувам уште многу успеси, да ни се вратиш како светски шампион во кајак и телевизија Слонце те очекува со уште многу нови интервјуа. Ви благодарам и ви посакувам понатаму да имате успешна работа.